Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 80 минути, преку одредена мешавина на политичко интервју, микс на политичко интервју и на политичка анализа, ние ќе се обидеме да дојдеме чекор поблиску до вистината. Што е актуелно денес во Република Македонија? Кампањата на СДСМ, кампањата на власта, кампањата на владеачката партија или на владеачката коалиција, стоп на говорот на омраза против нашата цаци. Или стоп на говорот на омраза против Славјанка Петровска, министер за одбрана во владата на Република Македонија. Па добро, дали сте вие нормални? Дали е можно толку да ги промашувате работите? Па тука не станува збор за говор на омраза, бидејќи никој не напаѓа цаци или Славјанка како девојка од Радишани, како поранешен пратеник, како поранешен заменик дополнителен министер за внатрешни работи во на широка влада која ги спроведе изборите 2020 година. Славјанка Петровска е таргетирана, бидејќи е министер за одбрана во влада на Република Македонија. Држава која последна стана членка на НАТО минатата година. 2008 година Украина, Грузија и Република Македонија не добија зелено светло да станат полноправни земји членки на НАТО сојузот и беа ставени на некое неопределено време во чекална кога ќе се случи нивниот прием во НАТО алијансата. За разлика од Грузија, кај што имаше војна 2008 година, за разлика од Украина, кај што има војна последните 18-20 дена, Република Македонија минатата година стана земја членка, полноправна членка на НАТО алијансата. Затоа е пикирана министерката за одбрана, а не е пикиран министерот за здравство. Го заборавивме министерот за здравство. Не е пикирана министерката за труд и социјална политика. Министерката за култура, бидејќи треба да се покаже дека цаци Славјанка не може да му се спротистави на големиот Владимир Путин. Па читајте ги коментарите тама, не се опасни оние коментари дека цаци има 20 кила или 20 килограми повеќе, како со облака, туку дека нашата цаци ќе прдни и ќе го исплаши Владимир Путин. Тоа е пораката. Дека тој е семоќен. Тој е господ на земјата Владимир Путин, кој за еден ден, за 24 часа ќе влези во Киев, ќе се прошета со руските тенкови, руските ракети, руските авиони, ќе фрли на колена Украина. Може би на крај ќе се случи тоа, бидејќи Русија е супер сила, супер мокна армија. Меѓутоа тоа не се случи за 20 дена. Тоа покажува дека секој народ се сака слободата и дека многу повеќе ја сака слободата од било што друго на светот. Гледате како ги изопштува тие луѓе тама во Украина. Оној капитен на украинската фудбалска репрезентација Тимошчук, кој остана да биде заменик тренер на Зенит од Санкт Петербург. Во вакви ситуации, во вакви драматични расплети се разликуваат луѓе од нелуѓе. И некој ќе биде во светлата или во славната страна на одредена историја, некој ќе биде во темната страна на одредена историја. Затоа драматично промашувате кога го сведувате на говор за омраза. Не, ова е класична хибридна војна. Хибридна војна која се води против министер за одбрана на земја членка на НАТО. Тоа е таа руска стратегија. Трае со години, ви објаснував, и за рускиот Сорос, и за овој што е личен готвач на Путин. Па внимавајте, видите листата на луѓе кои се први ставени на она листа за санкции од страна на западните земји и Соединетите американски држави. Тамо се наоѓа личниот готвач на Путин, кој е начело или во него собственост е Агенцијата за истражување на интернет ИРИ, односно ИНА. Од оваа агенција се финансира и таа озлогласена Вагнер групација, која е личната полиција на Владимир Путин, која е пратена во Киев да го фати жив или мртов Зеленски, председателот на Украина. Овие ботови кои се финансирани од оваа агенција на личниот готвач на Путин не пукаат со вистински куршуми, пукаат со Facebook куршуми. И тоа е хибридна војна која ви се случува сега, изминатите 5 години. Па видите го интервјуто на Александар Вучич. Тој самиот кажа дека руските портали или проруските портали влегува таква хистерија на која тој не може да се спротистави. Тој кој го нарекуваат малиот Путин не може да се спротистави. Знаете како сега се спротистави на таа хистерија, а изборите му се за 3 недели. Ќе го прегазат на изборите. Нема да го прегазат американските или проамериканските медиуми. Кога вие ги стимулирате тие проруски медиуми, кога се обидувате да се додворите на тие проруски медиуми, кога не се осмелувате да им се спротиставите, тогаш тие владеат со Србија, тие владеат со Република Македонија. Па тоа ви го кажа Мајкл Помпео, државниот секретар на Соединетите американски држави, 4 октомври 2019 година, некаде пред 3 години, на средба со македонскиот државен врв во Охрид,
каде што им испрати јасна порака: немојте да дозволите руските ботови да ја водат политиката во Република Македонија. И што прави овој наш Бранка Станковска, председател Стеопендаровски? Вели дека 48% од населението во Република Македонија, македонскиот дел на тоа население, има проруски чувства. Јас не би се согласил. Има огромен дел, погледнете и коментарите на албанци на Фейсбук, кои го величат Владимир Путин. И тоа е она шокантно што е за мене, бидејќи албанците сум ги доживал како одредена бетонирана структура. Или се за Москва, или се против Москва. Зависи каква команда ќе падне. Го знае тој виц, кога врнеше дошло во Москва и во Русија, тие во Тирана во времето Немер Хоџи отвараа чадор. Меѓутоа ова проруска структура која мокна, како што е дефинира Стео Пендаровски, која сака да ја смени траекторијата на движење на македонската политика и иднината да не ја гледаме во НАТО и Европската унија, туку во некоја Руска федерација, во некоја конфедерација, во некоја кохабитација со Кина и така натаму. И така натаму, па на времето Ишкари, Светомир кажуваше дека треба да направиме некоја конфедерација со Тајван. Тоа се тие рестлови кои функционираат во македонското општество. Меѓутоа, суштината на председателот не е да биде Бранка Станковска и да не информира, туку да делува. Што правиш, човече, 3 години? 3 години си председател на Република Македонија. Па во твој мандат од 3 години се сменува расположението во Република Македонија. Се води хибридна војна во Република Македонија. Се прави се да се докаже Македонија дека не треба да биде земја членка на НАТО и на Европската унија. Па ти не си спикер во македонската радио телевизија, за да не информираш какви се анкетите. Или она жена на македонската радио телевизија која не информира какво ќе биде времето утре во Република Македонија. Ти си председател на Република Македонија, врховен командант. По твоја контрола е Агенцијата за безбедност, односно за разузнавање. Па ако не ги спречиш, ти си имунитетот со тие безбедносни структури на Република Македонија. Ако ни биде пробиен имунитетот, како ние ќе можеме да се справиме со ова руска хибридна војна, ова да стане збор за класична руска хибридна војна? Напишите нешто за Путин, имате 200 бота руски кои доведаѓаат и ви кажете ниста работа. А каде беше 2001 година кога беше НАТО интервенција, односно 1999 година кога беше НАТО интервенцијата во тогашна Југославија? Па бев тука и правев емисија. Последната емисија беше пред 7 месеци, 8 месеци со генерал Милановиќ, човекот кој прв ги добива тајните НАТО податоци и тајните НАТО планови за интервенција и воздушен напад во тогашна Југославија. Во 2 продолжења тоа интервју објавено во јули месец минатата година. И ако тоа беше операција која дефиниравме дека е нестрикна операција, дека е надвор од Советот за безбедност, надвор од Обединетите нации, дека тоа е НАТО интервенција врз тогашна Југославија и не се согласовме, имаше протести во Република Македонија. Сега истите тие луѓе кои беа на протести против таа интервенција, сега велат браво за Русија и за Путин, ја одобрува таа интервенција. Тоа се тие руски ботови. Тоа се тие руски играчи кои се финансирани. Гледате, финансирани се од истиот човек кој финансира таа злогласна групација Вагнер. И ако таа групација пука со вистински куршуми, ја пука со Фейсбук куршуми. Суштината е иста. Да се убие иднината на одредена држава. Ја не велам дека НАТО е нешто што е безгрешно. Не велам дека Европската унија е нешто кај што треба да влеземе по секоја цена. Сум се спротиставувал на промена на името. Сум се спротиставувал на промена на името во Ерга Омнес. Сум правел се да не дојде до таква промена. Бидејќи сум сметал дека треба да има име за еднократно, односно за меѓународна употреба. Дека за мене е прифатлива двојната формула, да ни остане уставното име во Република Македонија за домашна употреба и да има име за меѓународна употреба. Меѓутоа тоа не се случи. Меѓутоа сега избирајќи да бидеме дел на некој Владивосток во Евразија, тоа се овие руски пропагандисти. Погледнете ја последната анализа на РИА Новости која е напишана, дека Путин и Русија треба да обединат руската целовитост. И во таа руска целовитост да бидат Белоруси, да бидат голема Руси и да бидат мало Руси. Белорусите се Белорусија, големите Руси се Руската федерација, мало Русите се Украина. И тие ќе градат одредена православно евразиска цивилизација, исто како што била кинеската цивилизација. Па тоа ја кажав пред една недела. И тоа е суштината на сите драматични расколи кои се случуваат сега во Република Македонија. И вие сега со слики на Тито на профилна фотографија на Фейсбук ја оправдувате руската интервенција во Украина. Па што е различно помеѓу Путин и Сталин? Со таа разлика што Сталин не ја нападна тогашна СФР Југославија Јосип Брз Тито. Па зошто завршија тие луѓе на Голиот ок? Па не завршија бидејќи се бореле за голема Македонија, за голема Србија или голема Хрватска. Се бореле бидејќи сите од прв до последен имате елементи на нивна
комуникација со просоветски структури во Белград, во Загреб, во Србија или во Република Македонија. Во беше гаеле на Тито за голема Македонија. Па тоа можеше да го реши за 24 часа. Проблемот на Тито беше Сталин. Беше руската армија, војска стационирана во Бугарија, во Романија, во Маđарска. Од тоа се плашеше Тито. Се плашеше од одеден преврат кој можеше да му се случи во СФР Југославија. Исто што русите сега сака да направат во Украина, да го смена Зеленски и да наметна да донесат на власт проруски режим. И гледам, тоа не им успеа баш како што планирале. Затоа овие проруски елементи кои може да бидат власт во Белград, во Скопје, во Загреб, беа носени на Голиот оток. Да, тие се бореа за голема Македонија. Меѓутоа суштината зошто беа праќени на Голиот оток беше дека беа дефинирани како опасни елементи, проруски, просталини елементи од тогашна СФР Југославија. Па гледате што нас ни се случува. На најгледаната телевизија во Централни вести кој се појавил рускиот амбасадор. Да, во мирнодопски услови, во наводници, во услови кога е на нормална ситуација во Европа, вие можете да балансирате, да поканите украински, руски амбасадор, да поканите амбасадор на Велика Британија. Тоа е работа на внатрешно-редувачка политика на секој медиум. Но кога во вакви услови, кога Македонија како дел на НАТО алијансата и како земја која сака да стане членка на Европската унија, треба да спроведе една заедничка унифицирана, униформна надворешна политика, вие го каните рускиот амбасадор. Па во која нормална држава ќе биде поканет рускиот амбасадор да шири лаги, да шири лажни вести не на национална телевизија? Па во која држава ќе си дозволи вработен во руска амбасада да им се заканува на луѓето кои пишуваат работи кои се различни од интересите на Руската Федерација? Ве следиме, ви имаме на список, ве гледаме што правите. Па ова не е време на Сталин од пред 70-80 години, па ќе ни пратат руски тенкови. Ова е време на демократија. Време на демократија и надвор од Русија, време на демократија и во Русија. Па и во самата Русија имате 2-3 генерации кои се родени и кои се пораснати во слобода, кои не може да прифатат ваков начин на однесување. Погледнете, почитани гледачи. Само кога ќе видите каде, колку бегалци, каде одат тие бегалци од Украина, вас ќе биде се јасно. Има некаде помеѓу 2 и 3 милиони бегалци. Не бегат бегалци од Лвов, бегат од Харков, бегат од Запорожје, бегат од Киев. Нели се тие проруски елементи? Нели одредена структура која е нацистичка структура, која е октруирана од Америка, која има одредени пробендеровски елементи, владе без подршка на народот и населението во Киев и во Украина. Па што не бегаат тие 3 милиони бегалци во Русија? Дали има 20 или 30 илјади бегалци кои се заминети од Украина во Руската Федерација? Ако си ист народ, ако русите и украинците се браќа, ако имат исти руски корен, па природно е да бегат во Русија, а не да бегат во Полска или да бегат во Унгарија или да бегат во Германија. И тоа е суштината на овој спор. Овој спор, ова војна, направи нација од украинците. Ако некој досега се сомневаше дали украинците се посебна нација, сега е тоа дефинирано, амалгирано како посебна нација. Тоа е држава, народ и нација која има многу слични работи со Република Македонија. Јас очекував дека ние во најмала рака треба да бидеме наклонети кон Украина. 2022 година е. Можеме ние да имаме најпроруски, најсловенски чувства. Од 2022 година не се води војна за територии. Не се напаѓа соседна суверена држава, без разлика дали сака или не сака да стане земја членка на НАТО. Тоа е недозволиво, мора да се стави крај, да се речи стоп. Што не бегаат украинците во Русија? Бегат во Полска, бегат во Унгарија, бегат во Германија. Бидејќи не ја сметат Русија за своја матица. Прекината е таа папочна врска, ако некојаш постојала папочна врска помеѓу Киевска Русија и денешната Руска Федерација, тоа е прекината. Прекината е со ова неумешна, недобро осмислена, агресивна руска интервенција во Украина. Јас мислев дека руските тенкови последен пат влегува во Прага 1968 година. Дека ќе излечат некои повеќе од Афганистан. Дека ќе излечат некои повеќе од Унгарија 1956 година. Не. Тие само ја повторуваат историјата. И ако осудувавме НАТО интервенцијата во СР Југославија, сега како можеме да оправдуваме интервенцијата на Русија во украинската држава или во Киев? Што мислат да направат? Да сменат расположение на 44 милиони?
Па вие гледате дека тамо и во оние градови, во Запорожје, во Харкив, кои се на границата во источна Украина, кои граничат со Руската Федерација, не ги дочекуваат русите како слободители. Гранатират болници, гранатират детски градини, има цивилни жртви. 3 руски генерали се загинати. Чеченски генерал е загина. Доаѓавте ме велевте, не е точно, лажеш. Па каде е тој чеченски генерал да му слушнеме одредена изјава? Па овие 2 недели ќе го појаве ако беше жив. И ако беа лажни вести дека загина чеченски генерал. И тоа е суштината на цела таа хистерија која се случува сега околу Република Македонија. Една драматична проруска хистерија. Ми се јавува некој гледач, ми пишува на Фейсбук, бил гледач на моја емисија, камионџи или вози камион, небитно. Небитна е професијата. Вели, не смееш да го напаѓаш братот Путин. Ако го напаѓаш братот Путин, ќе изгубиш многу гледачи. Па јас не ја правам емисијата да имам многу или малку гледачи. Ја правам емисијата да имам став, да имам место да го кажувам мојот став. Не да ви се додворам и да го кажувам вашиот став. Ако ме гледате, уште подобро. Ви благодарам. Меѓутоа, суштината на емисијата е не да правам пари или да кажам тоа што вие сакате да го слушнете, туку да кажам работи за кои јас мислам дека се исправни, дека се точни, дека се битно да се каже, дека се битно да се кажат во вакви клучни моменти за Република Македонија, за Балканот и за Европа. И повеќе од 90% од тие работи што се кажани времето ги потврдува. И тоа е суштината на луѓе со авторитет, со гледаност и со влијание. Не да ви кажат тоа што сакате да го слушнете, туку да ви кажат во кој правец ќе работите, ќе процесите. И да чекате да помине времето да видите дали биле тие во право. За моја среќа, повеќе од 90% од работите кои се кажани сум бил во право. И за српскиот свет, и за рускиот Сорос, и за интервенции. Доаѓате тука и велите, дали го слушаше Лазански 2013 година, па дали го гледавте Васко Ефтов 2012 година. Васко Ефтов кој ви правеше за Молдова емисија земја или држава под контрола на КГБ. Кој ви правеше емисија за Украина, земја на Словените, држава поделена на 2 дела. Истите овие играчи Андра Сумланд и сите други кутлева кои ги цитират по западните медиуми, јас сум ги снимал 2012 година. Сите тие работи ви беа кажани за Приднестровје, ви беше кажано и за Грузија, ви беше кажано и за Украина, се ви беше кажано. Па јас немам потреба да го цитирам и да го гледам Мирослав Лазански. Што треба сега за мртов човек да ви задам интервју, кај што тој ми вели, се извинам колега, дојдов неспремен на интервјуто со вас. Сите овие работи кои сега ви кажат, сум ви кажали пред 10-12 години. Меѓутоа веројатно тогаш истите вие кои доаѓавте и сега ми велите, абе добро, што правиш интервју со Ристо Пенов, гледаш што се случува сега во Украина. Вие доаѓате и велите, па што снимаш емисија за Чернобил, па се случува драматични политички настани во Република Македонија. Тоа беше оној црн декември, 24 декември 2012 година, исфрлање на пратениците на СДСМ од Македонското собрание. Велите, па добро бе, за Ланскиот снеклик ќе правиш емисија за Чернобил. Кога дојде она серија на HBO за Чернобил, истите вие доаѓавте и велевте, а зашто не одиш во Чернобил да снимеш емисија? Па не одам бидејќи сум снимил 7 години претходно емисија за Чернобил. И сега истите кои ми доаѓате и ме прашувате што правам емисија за Ристо Пенов, беше одлично интервју минатата. Односно од четвртокот, одлично интервју со Ристо Пенов, вечерва се втори дел на тој интервју, уште подобро. Втори дел на интервјуто со Ристо Пенов. Ви истите доаѓавте и велевте, па не е битна Украина. Што е битна? Па кичма е Украина, Полска и Украина, 5 пати ви кажувам се држави тампон, кои не треба да дозволат спојување на Германија и на Русија и на Руската Федерација. Бидејќи со такво тампонирање, омеѓување на интересите на Руската Федерација, вие правите евроазијска држава, повеќе азијска отколку европска држава. Само прашање на време кога Русија ќе го напушти опсе Советот на Европа и така натаму и така натаму. Тоа се смерници, тоа ви го кажуваат овие пропагандисти на Владимир Путин. Ќе завршат тамо во Сибир и во Владивосток. Тоа е суштината. На крај ќе мора американската политика, на крај ќе мора прозападната политика да калкулира дали им одговара Русија која ќе ја растури Украина. Видите, знаете, на крај ќе се сведи Украина ќе биде војнички девастирана, Русија ќе биде финансиски девастирана. И дали во такви услови може на чело на Руската Федерација да дојде некој лудак кој ќе има под контрола копчето за нуклеарно оружје. Па вие сеќавате што беше 90-те година време на Елцин. Уште атомски бомби не се продава. Ураниум се продаваше, ракети се продаваше од Руската Федерација. Од каде се продаваше? Од Приднестровје. Тамо беше стационирана 14-та руска армија.
Тамо беше најголемото депо на оружје на територија на Европа, која требаше да се користи во случај на Трета светска војна. Тоа све бива кажано. Само погледнете ги емисиите што се прави на изминатите 12 години. Сите работи се кажани, почитувани гледачи. Во емисијата во четврток, значи за 4 дена, ќе ви презентирам и со фотографии каде сум снимал, што сум снимал, за Јалта, за Приднестровје, за Сталинград, за Волгоград, за интервјуе во Russia Today. Значи, јас тоа не сум го гледал на телевизија, сум бил тамо, сум можел да пипнам, како викат во филмот Добриот Вил Хантинг. Ти си читал за Сикстинска капела на интернет, но јас сум бил тамо и сум го помирисал мирисот, сум можел да пипнам, сум можел да фатам. Јас сум бил на тие места. Сум снимал на лице место, не ми прераскажувал некој, туку сам сум видел. Сите тие работи ќе ги анализираме во емисијата во четврток со фотографии, со све, со документација, со све. Се што е кажано и се што било предвидено. Па нели беше проценката дека НАТО и Европската унија ќе се распаднат? Дека интервенцијата на Путин и на Руската Федерација, Руската армија, мокната руска армија со мигови, со ракети, со тенкови, дека ќе ја растура за 48 часа Украина и дека тоа ќе значи крах, распад тотален на НАТО алијансата. Па Јанес Јанше излезе и првиот напад на Руската Федерација, што се случи? Беше гранатиран конзулатот на Словенија во Харкив или во Харков. Па сите овие лабави државички, кои беа во ЕУ и во НАТО, а кокетира со Путин, сега се приклучија. Се залепија ко магнет за ЕУ и за НАТО. Вклучително Виктор Орбан, вклучително Реджеп Тајип Ердоган. Па има изјава пред 2 дена на Ердоган кој вели, ако вакви санкции му беа введени на Путин 2014 година, кога беше анексијата на Крим, немаше се случи сега војната во Украина. Па читете ги тие изјави. Тие изјави не ги кажувам јас, ги кажува Ердоган. Човекот кој, како што вие велите, му го должи животот на Владимир Путин. Бидејќи ако не бил Владимир Путин да му каже дека му се подготвува државен удар, не знаел Ердоган дека му се подготвува државен удар, кој беше во Анталија или каде беше таму доле во Бодрум, кога пред 5 години имаше државен удар во Република Турција, тој немаше веќе да биде жив. И тоа се приказните кои кажувате. Вие верувате во тие приказни? Килибари, авангарди и така натаму, само што не го растуриле светот. Растур систем ќе направат. Што ќе прават сега европејците без руски природен газ? Ќе крахираат зимата, па кај ќе продават русите природниот газ? Што може најлошо да се случи на Западна Европа, да нема руски природен газ? И наместо по 1 евро, карикирам, по 2 евра да окупа природниот газ. Некаде да го носи, дали од Катар, дали во некој танкер од Соединетите американски држави. А што може најлошо да се случи на Русија? Па има ли Русија гасоводи? Еве, Европа нема гасоводи каде што преку кои ќе може да носи замена природен газ за рускиот природен газ. Но каде русите ќе го извезат тој природен газ во Индија, па немат гасоводи во Индија. И нив им треба 5 години или 10 години да ги изградат тие гасоводи. Не ова Кина па веќе изградите за 2 дена одредена болница или болници на почетокот на корона кризата. Нема гасоводи ниту кон Кина. Каде Русија ќе ги извезува нафтата и природен газ? Ајде, нафтата со одредени танкери ќе може да извезуваат некаде ни светот. Кај ќе носат во Куба? Ќе ме продават на Куба? Куба ќе им плаќа како дзинго со бонови? Ќе може со тие бонови да финансират руската економија и рускиот буџет? И сега го чекам Димитар Ковачевски, премиерот, да се појави на сител телевизија. Го чекам вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич. Љупчо Путерот Николовски, министер од земјоделие, се појават на сител телевизија. Нели тоа е избалансирана телевизија. Па може и во вакви кризни воени времиња да го интервјуира рускиот амбасадор. Тие се неутрални, тие балансират, сите страни ги опаќат. Па давајте им понатаму алиби. Каде се истрагите за Империја број 2? Па фирма ви отворија во Ростов на Дон, не отворив јас. Тие што ги ослободувавте крајот на декември отворија фирма тамо. Со нивните олигарси и тајкуни. Да и кршат санкциите пред 5 или 6 години кои бе воведени во времето на Никол Груевски, нисо на Македонија не прифати да има санкции кон тогашната Руска Федерација, отворија фирма во Ростов на Дон, со исто име и презиме колку овие фирми во Република Македонија, да бидат кршени санкциите кон тогашна Руска Федерација. И во времето на Джес Бейли требаше да биде отворен случај Империја број 2. Каде е случајот Империја број 2? Екс-министра за правда, каде е случајот Империја број 2? Ви бега Сашо Мјалков, го слобода од Јордан Камчев, го слобода од Сашо Мјалков пред Нова година. Како ќе победите на избори? Како ќе ја вратите до вербата? Имате среќа на една неспособна опозиција со Даниел Арсовска, со Христијан Мицкоски. Меѓутоа, вакви фаули, промашување, стоп за говорот на омраза против Славјанка Арсовска. Па не е говор на омраза, хибридна војна. Во ваша држава се случува интервју на руски амбасадор.
руски амбасадор или амбасадор на држава која напаѓа независна држава членка на Обединетите нации. Држава која 1991 година станува независна држава се одвојува од Руската федерација. Држава која располага со 44-45 милиони жители. Која во договор со Америка и со Русија се откажува од нуклеарно оружје, за да не биде доживувана како потенцијална нуклеарна опасност, за да се обезбеди својата безбедност и стабилност. И вие дозволувате таков еден амбасадор да се појавува во централни вести. И подоцна вие ќе се појавите во тие исти централни вести, да има возможните тие нивни танге франге операции да бидат камуфлирани и да бидат неутрална телевизија. Знаете, ја повикувам Даниела Арсовска, ја повикувам сите градоначалници сега во Република Македонија, да ги извада списоците на новинари кои биле плаќани од претходните градоначалници. Не знам дали Петра Шелјегов, не знам кој плаќал. Извадите ги списоците. Ајде да видиме кои добивале по 20, 25, 30 илјади денари од разни градски буџети или општински буџети во Република Македонија. Ако ги објавите тие списоци, ви гарантирам дека до крајот на мандатот нема да кажам пола збор за вас. Ова е порака до Ковачевски, до власта во Република Македонија. Немојте да промашите тие луѓе кои биле на списоци, на кои сте им давале пари, а сега ќе интервјуират руски амбасадори, ќе интервјуират разни други амбасадори во Република Македонија, да ги ставите генерални директори на Македонска телевизија. Да има возможните на истите луѓе да ги заменат овие, како вели Љупчо Ѓоргиевски, средно богати бизнесмени, Мацко и Хари во Македонската радиотелевизија. Подобро бе, дали сме ние земја членка на НАТО, или сме некоја параспор држава, канта тропа држава, па има ли имунитет, има ли власт, има ли институции во оваа држава кои може да се грижат за безбедноста на оваа држава, кои ќе правилно дефинира дека не станува збор за говор на омраза. Па говор на омраза има кон мене. 10 години од една и од друга страна, 15 години на Фейсбук има говор на омраза. Но тоа не е хибридна војна кон мене, бидејќи јас не сум институција на државата. Кога така се напаѓа министер за одбрана, тоа е хибридна војна, тоа е подривање на безбедносна структура во Република Македонија. Оди разговара со МИ-6 во Велика Британија, тие водате на црна кампања за Јовано Јованки. Па зар тоа не можете да го видите? Зар тоа го дефинирате како говор на омраза? Тогаш ништо не разбирате. Не разбирате ни политика, немате ни безбедносна култура. Овие ги видовме дека немат безбедносна култура. Снимени се како дули и коки со тие телефонски разговори, слушаме збора тамо, какви филми ќе гледат, кои станови ќе купуват, джабалак биле плацовите на водно и така натаму. Но и вие немате безбедносна култура, ви го рушат министерот за одбрана. Јас со Славјанка Петровска не се знам. Сум ја канал 3 или 4 пати на интервју, никогаш нема да интервју за емисијата во центар. Меѓутоа принципиелно зборам. Дали сме или не сме земја членка на НАТО? Ако сме земја членка на НАТО, па функционирајте како земја членка на НАТО. 3 години ве растурат руските ботои. Па тоа не значи дека треба да ги укинете нивните акаунти на социјалните мрежи. Туку треба да направите имунитет. Треба да работите, да разговарате со населението. Меѓутоа не може да разговарате ако се појавувате на онија вести на Стител телевизија кај што ги гледат баби и стрини кои го имаат уклучено каналот чекајќи турска серија. Затоа 100 или 200 луѓе го гледат интервјуто на Фейсбук и на социјалните мрежи на македонскиот премиер за Евронюс. Затоа Бојан Маричич има историски најмалку гледано интервју на YouTube на канал 5 телевизија во само интервју. Бидејќи пиарот го промашувате, стратегијата ја промашувате. Па пиар не значи да ставите на чело на тие институции луѓе кои ги мрзат граѓаните. Луѓе кои велат граѓаните не се паметни, затоа не може да не сватат. Па пиар е да работите за публика, да работите за граѓани, да ги добивате на ваша страна, да ги убедувате. Тоа е суштината на политичко делување. Тоа е суштината на ова што сега ни се случува. Ние имаме сега класична хибридна војна. Македонија е земја членка на НАТО. Па замислите што ќе се случеше ако оној дрон во Хрватска не паднеше на Јарун, тоа е езерото Јарун, покрај реката Сава, туку паднеше 50 или 100 метри подалеку во студентскиот град во Загреб и убиеше 20, 30, 40 луѓе. Па ќе беше Европа и светот на работна трета светска војна, бидејќи ќе беше нападната држава со некој руски дрон кој полетува територија на Украина, така се информациите, ќе беше нападната држава која е земја членка на НАТО. И ние ќе бевме на толку мал чекор до трета светска војна. Па тоа се работи кои треба да ги дефинираме, тоа се работи кои треба да ги разговараме. Не дали млекото ќе биде 15 или 20 денари и ќе имате 5 емисии на топ тема на таа тема посветени. Или Хаджијанев ќе гледаме на канал 5 телевизија, први ден на интервенција, дека што вели само што не влегле русите во
Киев. Еве ги 20 дена чекаме да влезат во Киев. И ќе стават марионетска власт во Киев. Тоа се нашите безбедносни експерти кои барат да бидат интервјуирани во емисијата во Центар. Затоа не ги интервјуирам. На крај ќе интервјуирам еден или двајца, ќе го изгазам во интервју и ќе речете, види, па не му даваш на човекот да се доискаже и да збори. Ма како ќе му давате на некој да се доискаже и да збори кога тропа глупости и кога кажува невистини? Во ова држава една за секојаш треба да се свати дека кога ќе се појавите пред камера или на телевизија треба да говорите вистина. Треба да бидете спремни, треба да се борите за просторот кој ви е ставен на располагање. Не може да излагате пред камера и да трескате невистини, лаги или работи за кои врска немате. Тоа сакав да го кажам. След интервјуто со Ристо Пјанов. 98 година не правите коалиција со Лјупчо. Неуспешна е таа коалиција. Па неуспешно, они веќе биле договорени со Циле. Таа е она средба. Што е уште еден пропуст на Бранко. Циле е структура на СДСМ. Чудна е таа 98 година, морам да признам, бидејќи Панде Колемишевски и Димитар Бузлевски веќе имат договорено коалицијата со Саво Климовски и со Владо Камбовски, а Васил Топурковски, бидејќи таму е проблем Киро Глигоров и целата таа екипа околу Киро Глигоров. Киро Глигоров никогаш не сакаше Васил Топурковски да биде во коалиција со СДСМ и тоа во едно интервју беше кажано дека и анкетите се праве дека не е добра таа коалиција. Таму беше Ѓорги Кимов кој сега ги прави анкетите, нели, Гало Брима ги прави за Ири овие анкети. Таму се правеа секакви анкети да се докаже дека Топурковски нема да победи, дека не треба да коалицира со СДСМ, бидејќи СДСМ ќе изгуби дел од својата препознатливост поради политичките стави. Но тоа е ривалитетот на Глигоров и Топурковски кој трае, кој си постои цело време. Вие имавте суштински разговори со ВМРО тога за коалиција. Знам дека таму беше Димитар Димитров од страна ВМРО кој преговараше со вас. Они ги одредија Димитров, дали беше Ѓорѓе Наумов и Љубен Поновски. А Љубен Поновски вработен кај мене во градот. Скопје. Да. И Димитров, кој се залагаше и 94 и 98 за заеднички настап, седат Љубен го нема. Го бараме, нигде го нема. За да во еден момент после саат 2 дојде и вели, еве ви понуда, take it or leave it. Не може 50-50. Ви даваме места каде што опозиција не може да добие никак Делчево, не знам, и заборев. Да одбиете. Ово е несериозно, што да прифатиме овде? А он уствари ни ја понуди понудата што ја прифатил Топурковски. И сега и ние математика не сме правили. Топурковски на тие бројки извади 18 пратеника, заедно со ВМРО, бидејќи имаше мнозинска. Така беше, мешана беше. Да, ама ние не ја прифатили. Истиот Ѓорги Спасов тогаш, нели, го прави тој модел со Благој Ханџиски. Како да победи СДСМ. Царенковски ја одбива коалицијата, не само поради Глигоров, туку и поради бројките, математиките, анализите, анкетите што беа направени, дека нема потреба. Иако Бузлевски и Панде Колемишевски имаат веќе договорено со Камбовски, со Климовски, пошто Камбовски, Климовски е екипа која го прави моделот за приватизација, правен факултет на НИП Нова Македонија. Може би, не знам. Го прави моделот за приватизација на НИП Нова Македонија. Кој не успеа. И вие, не успеа, бидејќи Панде Колемишевски не можеше да се откаже од идејата дека ќе го спаси НИП-от, ако одеше на парциализација, што му нудеше Данчо Шутурков и Таке Фити, да го извади Скопски вечер, да извади Детска радост, да извади имаше профитабилни делови кои можеа да живеат. Печатницата беше да направи договор со печатницата Македонија. Ова наредни 50 години со бенефицирани или стимулирани цени, не, тој сакаше да го задржа НИП-от и НИП-от пропадна, како што пропадна, ве гледаме сега. Некој остатоци има, меѓутоа тоа е смешна, некоја смешна. 98 година победува Лјупчо Ѓоргиевски, меѓутоа вие сте политичар во налет. Да. Важите за човек на Кристофер Хил. Тој е дел на екипата, значи вие сте дел на екипата на Кристофер Хил. Ке се врати сега во Белград, малце се пролонгира неговиот
избор за амбасадор во Белград, меѓутоа и самиот Степан Даровски, нели, не сакајќи, вели дека на средба со Џо Бајден му рекол дека е потребно во регионот да праќа тешкаши од типот на Кристофер Ренус, значи дека ние во Македонија немаме тешкаши, туку ќе има во Белград, меѓутоа тоа е најде да речем политичка некоја гаф или некоја неукус, неискуство и така натаму и така натаму. Кристофер Хил застанува зад вас и инсистира да бидете кандидат за председател на изборите 1999 година. Дали текот на историјата Ке се променеше? Да. Не верувам. Јас Тоа се најчудни избори во историјата на Македонија. За мене беше премногу рано. Хил приватно инсистираше, иако сето тоа резултираше и дури со официјална понуда од Бранко Црвенковски и Ѓорги Спасов јас да бидам нивни кандидат. Генерален секретар е Спасов тогаш на Да, и тој му беше аргументот, еве да не мислиш те лажеме, јас сум кум со Тито, ја ти предлагам. Па тој беше најгласен на седници на извршен, Тито да не биде кандидат, бидејќи Но ја не можев да се доживеам и морам да признам, немав внатре во партијата уште се Гошев и Андов, Раде е министер во влада на ВМРО и немав амбиент кој Андов ќе ме под. сакаше. Андов и Гошев договорени Андов да биде кандидат. Јас кому соопштив на Гошев, Андов договорен со Бранко Црвенковски после тоа, после. да биде Не, после. Јас кому соопштив на Гошев, викам, беше Бранко предлага јас да бидам председател, што е работа? Ама он вика, јас имам ветено на Андов. Океј. Јас и така не бев запален по таа идеја. ќе победевте Пенов. Не верувам, истото ќе се случеше. Не. Може би американците ќе оспречеа она крадење, тоа не дефинитивно. знам. Ни Лјупчо Ѓорѓевски не. Видите, тие беа избори кај што лидерите на партиите всушност не сакаа да победи никој од нивната. Нит Лјупчо сакаше да победи Борис Трајковски, иако му имаше нешто. Бранко таков жар внесе, мислам, Бранко се изгради у таа кампања. Да, таа стат доби имидж. Затоа што го поклопи Тито Петковски. Го поклопи целосно. Беше НАТО бомбардирање, па првиот митинг СДСМ го прави после губење на избори некаде мај месец 99 година. Но и Тито беше добро избран, као Тито е доживен као просрпски, као против НАТО. Значи го имаш и НАТО, ги имаш и против НАТО. Палење на амбасада имавме тука, значи имаше некое слично расположение кој што е сега во овој конфликт Русија. Да. Истите луѓе, само што тогаш беа за Белград, сега се за Русија. Нели објаснувањето е зошто е бомбардиран Белград сега, кој е Русија, бидејќи и Русија, односно Украина А не се прашуваат зошто Русија не стави вето на бомбардирањето на Белград. Бидејќи нели логиката, ако вие следите зошто е Белград бомбардиран, тоа да биде оправдање зашто е бомбардиран Украина, тоа значи дека тоа што го правила Србија во Косово и тоа што го правила Србија во Босна и Херцеговина е казната, што значи дека Да, и последниот, нели, истото го правила Украина во Донбас. Черномирдин кај Милошевиќ, Кој доаѓа? ќе те бомбарди, кој ја превртел масата, кој Милошевиќ не прифаќа. Значи 98-99 година вас ви дават понуда да бидете кандидат за Да, председател. 99 е тоа пролетта. Јас се откажувам и потоа Хил има многу интересна улога. Тој е близок појавно со Бранко Црвенковски, одат на она галичка свадба, па заедно играат и сите очекуваат нели една чиста победа на Бранко Црвенковски. те беше изненаден и они не очекуваа. Дека ќе победи ВМРО. Да. Дури во една средба во скопски ресторан во изборите или во Болкот со сопругите и како иде кампања, викам лошо, ќе се губи, ВМРО победа. Па нема ми кажеш Лјупчо што збори, ај што ќе вика Македонија ќе победи. Он не можеше да свати. Да издржи, значи толку и победи. И што е многу интересно, приказки, недела се избори, четврток, петок, најмалото ќерка прави роден ден
на Хил. Она беше 7-8 години. И на одење, шо мислиш како ќе биде? Викам, да, сега со ВМРО. Зошто, вика? Па му се многу добри. Како, викам, добри? Па, вика, у вторникот беа со Снешка овде, прекрасни луѓе. Значи се смени. Да. Во 3-4 дена. Да. Да. Тоа е политика, Пенов. Политика е интерес. А и логично, он е представник на држава кој треба да биде во комуникација со владата, не може да ќе ја руши одма. 2000 година правите коалиција со Цренковски. Вас всушност ве дефинираат во ВМРО дека секојаш поради максималистичките барања сте придонесувале да не биде направена коалиција ВМРО и Демократска партија или ЛДП, дека сте биле секојаш про СДСМ ориентирани. Да, они ми пишуваа пароли човек на Бранко, уште Цело време. да. Дека Бранко преку вас сушно се контролира партијата на Петар Гошев и на Стојан Андов. Но они паранои си имаат разни. Ние направивме партија против СДСМ. Така ја создадовме, не направивме против ВМРО. Добро, Пенов, тамо во тоа ВМРО, ако има две крила, например, едната страна ви е Димитар Димитров, вие со Маријан Ѓорчев сте блиски, например, некоја генерација. Да, и го направивме договорот за локални избори. Он беше од ВМРО, водач на преговорите. 96 година. 96. Значи, таа она друга структура кај што е Љупчо Ѓоргиевски, кај што е Љубен Пуновски, кој беше многу битен во тој, па дури доста Димовска, веројатно наклонува кон коалицирање со Васил Тупурковски. Иако и него го изигрува. Не, тоа е чиста прагматика. Ако Циле им ветил, а Циле немаше амбиции за премиер, значи да победиме, Љупчо е премиер на 35-6 години, тогаш они природно таму ќе што ќе барат со Гошев, после да си имаат мака. Иако таа партија и со Васил Тупурковски, тој прекјутен договор не го испочитува. 99 година. После не се почитуваат договори, тоа е секогаш. Не се почитуваат. Да. Се прават, па не се почитуваат. После силата диктира, кој има сила, кој има... 2000 година победувате на изборите, тоа се едни тешки моменти во Македонија, па имаме 99 година војна, па 2000-та бомбардирање, па политичка криза, владата на стаклени нозе, па во Молика се кријат партаниците, се прави ново парламентарно мнозинство во една куќа на водно, Васил Тупурковски ја напушта коалицијата. Пробува да ја напушта. Да, пробува, дел останува, нели се прави одредена политичка структура која станува со ВМРО да помане. И вие победувате убедливо по втор пат во Скопје, но сега во коалиција со СДСМ. Па добро, јас имав тогаш највисок рейтинг. Мојата победа не се доведуваше во прашање, но прашање беше на цивилизацијски став. Одиш, можеш и сам да одиш со ВМРО кои влечат назад, тоа беа еден амбиент со разни глупости по држава. Тајвани, Мајвани, не знам што. Љубе Бошковски, Пане Велер, Сашо Станинов, упади во системи. Страшно. Или одиш кон структура која сака цивилизацијски да извади Македонија. И јас, мојот придонес, го дадов таму. Добив ја за да биде полесна мојата победа, да, за да сама гласови има голем квантум. Но мислам дека повеќе им придодадов вредност отколку што јас... Тогаш СДСМ беше во најдобра кондиција генерално 2000-2002 година. Тоа е после поразот на Тито Петковски. СДСМ трга СДСМ јакне. Во една нагорна линија, значи млади многу и така натаму. Значи мислам дека од партија Сјагола кога ги гледат работите, тога СДСМ е во најдобра политичка кондиција, можеби теренска не, може во времето на Благој Канџиски кој е генерал секретар е подобра, меѓутоа во како рейтинг како... Знаете како, сите му дават акцент на теренот кој генералниот секретар, лидерот е битен. Лидерот, значи? Ако лидерот има, ако зрачи и доаѓа во било кое место и цел свет се собира околу него, ти имаш партија.
ова што сега ги слушам, он имал во Паланка, во Ранковце луѓе ќе се соберале, тоа е за 100 луѓе кои ќе викаат. Тогаш е готов Лјупчо Ѓорѓевски. Да. И 2000-та мислам дека му пресудивме. До 2002 после беше прашање, војната уште додатно го начина и Меѓутоа, веќе крајот на Лјупчо Ѓорѓевски се гледаше. Доаѓа меѓународна кризна група, доаѓа Едвард Џозеф, со придавки кон него кои се кој што вели дека ваков договор со Окта прави или луд човек или корумпиран политичар. Да, да. Тука веќе меѓународната заедница го пушта драматично низ вода. Значи, сите лидери на ВМРО не гледате завршуваат на еден таков неславен начин, или со бегство во Маđarска, во Унгарија, во Будимпешта, или Лјупчо Ѓорѓевски кој е се уште на црна листа. Да, се уште не. Тој и Мендух Тачи не се трнати. Не, мислим. Што да каже човек, значи се ќе кажам може би ложно. Дефинитивно власта во Македонија не му припаѓа на ВМРО. Значи он ја откорнува од народот и си ја прави за себе. Ја заробува. Да. И во случајот, без оглед што се различни и периодите и атмосферите, но тоа е исто, едно заграбување на државата и носење без идеја каде. И сега гледате, градоначалници 42 избрани, истиот е модел, значи не е извлечена Не е изменена. Ниту една, па мислам дека тој Љубен Пуловски го дефинираше како некое во наводници диво месо. Постојана седница на извршен комитет на ВМРО ДПМН некај што го менуваат аферата со конзерви, тој е во екот на воената криза 2001 година и тој е во една резигрираност. Тамо кажа, па видите, чудна е ова партија, тука има некое живо месо ли, диво месо. Добро, он говори веројатно за уфрлени структури, за различно говори. Јас говорам тоа е членство некое. Генетски код на... Тоа е членство некое Пенов, кое всушност ниту Груевски, ниту Ѓорѓевски не може да го стават под контрола. Ни Македонија не може да го стави под контрола. Те лавират Русија, Србија. Тоа постои и идеолошки и е водено со неконзистентни идеи, но истото се бара авторитарен се лидер. замислете. Значи нас најголеми предавници не прави овој Трендафилов, како Ѓорѓе Трендафилов. Ѓорѓе Трендафилов. Такви плука, предавници. Вие ќе ја предадете Македонија и го гледам се кај Радев, кај што се ние македонските българи уште 300 пати. Така е во партијата на овој човекот на Красимир Каракачанов. Ма нека си е. Тој бил тој што во јавност не исплукал по кои луѓе правеле слика за мене, за тебе, за не знам кој. Или пред него овој Синадиновски беше. Бранислав што Како се викаше, со бради? Што почина. Да. Подоцна што сакаше да прави. И тој нас не... Вие демократска добеа избори... Тој беше некој идеолог, некоја сива еминенција тогаш. Со Змејко беа нешто. Да ме поддржите, како да те поддржиме? Ние сме пред вас, вие поддржите ме. Вие преданици, вие на албанците им давате, вие... Кога он вика, јас сум... Православен албанец. И сега, како ти со таа структура? Имаше книга напишана на Змејковски, современиот Даме Груев. Да. Подосна стана православен албанец, па сакаш албанска православна црква да гради во Македонија, па Бигорскиот манастир да биде седиштето на таа, да биде како што е печката патриаршија во Косово, нели тие Бигорскиот манастир да го направат. Па се плашео... Ама да биде центар на албанското православие, мислам така беше. Па се плаша нашите од река, дека би можел Владо Поповски да даде поддршка на целата таа работа и тоа беше еден период доста турбулентен. Тогаш Али Ахмет имаше влезено во филм, па тоа се финализираше во на тиранска платформа дека ако не би бил геноцид од врз албанците, тие би биле исто, ако не и побројни од македонците на македонска територија. Добро. Што? Пинов, Груевски беше кај вас во партија? Јас не знам за такво. Го имам гледано
покажување на младите дека некоја девојка, дали е таа бившата сопруга или некоја друга, дека била член во првичната сопруга. Можда е она или пред неа, не знам кога се Сузана Арбутина, да не знам кога се земени, и дека тогаш доаѓал во партијата, ама не како член. Пенов, вие всушност го спасувате Никола Груевски ко партија. 2002 година се губат изборите, односно ВМРО ги губи изборите. Ваш кадар Петар Гошев е министар за финансии. Во меѓувреме веќе не е лидер на партијата, вие станувате лидер на која година? 97 стануваме. 97 станувате ли? Не, 99-та. 99-та, значи победата на изборите. Петар Гошев станува министар за финансии и ништо не покренува кон Никола Груевски. А таму е национална платежна картичка. Значи, всушност моделот како ќе влада Никола Груевски во мандатот од 2006 до 2017 или 2016 година декември, се гледаше во таа национална платежна картичка, кај што беше Владко Мјалко, кај што... Значи... Не може така да го... Видите, мислам дека Бранко Црвенковски го стави, не сакајки Никола Груевски, и му го даде тој мандат. Значи, со одењето 2004 за председател на државата, што и јас сум поддржувал, СДС се најде на распаќе. И тој не го спои, не му даде правец. Го остави четворица да го водат, еден со друг раскарани. Не се гледаат, Хари да биде премиер, он нема врска со партијата, и ние пропаднавме у една дупка, а територијална ја преговараме, и... Пено, ке дојме таму. Гошев е министр за финансии. Кривична пријава не е поднесена кон Никола Груевски. Дали имало сега основа кривична? Како немало, видите што све е праено. Значи, Гошев ги има покриено сите работи на Никола Груевски. Како возврат, Никола Груевски... Па добро се види... Никола Груевски не се побунува. Кадрите на Никола Груевски останаа во Министерство за финансии. Да, Каргов, Анита Бежовска, тие беа на Груевски и луѓето во Министерството за финансии. Во Министерството, и се случката со Анита со Бежовска као државен секретар од кога отиде Каргов, кога штрикуваат докторите во клинички центар, владата носи одлука да им даде плати. Гошев заминал на пат Дубај, не знам каде, не може да се добие. Службен вестник нешто заглавил, не може да објави одлуката. И Анита му вика на премиерот, јас парите не ги префрлам додека не видам службен вестник. И сега е гувернер. Добро, се си изгради потоа во влада кариера. на СДСМ. Македонска радио телевизија гледате. Агенција за аудио визуелни, значи СДСМ кој е 5 години власт, успева кадри на Груевски уште да се на клучни позиции во Република Македонија, регулаторни тела и така натаму, што покажува една некапацитетност да може да споро... Сега јас Анита лично не ја знам, бидејќи Никола Поповски ја задржа, по нивно кажување се работи за голем професионалец. Добро, тоа се тие мини кои се остават во системот, кои му јавуваат на Груевски. Свино, она локација која е сега, спор на овој случај, судски, кај што е Груевски, кај што е Мјалков, кај што е Јордан Камчев, со оние плацови наводно, се бара у ваше време да им бе доделени на луѓе на ВМРО ДПМН? Го бевте градоначалник? Тогаш се бараше генералниот план да се расшири тие да влезат во градежна зона. Што значи тоа? Да може да и купат? Да станат градежно земјиште и потоа да се... Тие до тогаш не беа, значи не смееше тамо да се гради, нели? Тие се шума, парк шума заштитена зона. И сега се носи нов генерален план да се прошири уште 100 метра нагоре, што не би било проблематично. Значи, Пенов, од тогаш е пекирано тоа место. И предпоставам веќе купено, као шума, као безвредно земјиште, што ќе го прави? Лесле, ова покажува дека
овие луѓе не правеле преку ноќ. Систематски. Тоа значи дека станува збор не за инцидентен, туку за криминален начин на размислување. Однапред да се направи нешто, да се купи, да се отуѓи, што е веќе многу посериозен. Затоа таа флоскула за робена држава која дава Европската комисија, мислам дека најдобро одговара на формулација на тоа што се случува во Република Македонија. Во тој временски период. И јас говорам за тој временски период сега. Натаму што ќе се случува и како ќе се развиваат партиите и како ќе се демократизираат, тоа е друго прашање. 2004 година територијална организација. Клучна организација. Мислам, точка од која почнува подемот на Никола Груевски. Тие одат као раздвоени партии. Расколо, Лјупчо Груевски, Никола Груевски, ВМРО НП и ВМРО ДПМН. Но на ова прашање се исто, заедно. Да, но нова прашање... И не знам дали се поделени. Да. Поделени се, меѓутоа тогаш Трифун Костовски и целата таа екипа ги обединува. Васил Тупурковски се појава на едниста бина. Па има барање на Лјупчо, има барање Никола Груевски Лјупчо да не биде на бина кој ќе биде тој и така натаму. Значи, но тогаш прв пат се добија 440.000 гласа. Кој Груевски до крај на неговиот. На што добил 400? Па 440.000 гласа беа на референдумот. Добро, референдумот. Тоа ше прв пат една маса која е направена и која тоја држава бидејќи он до крај. Добро, ама ние 2002 500.000 гласа. 500.000 гласа, тоа е најубедлива победа на 15 И 2000-та. И 2000-та на локални. Тогаш Лјупчо Груевски рече дека ако 10% е разликата помеѓу СДС и ВМРО, ќе даде предвремени избори. Не даде предвремени избори. Па имаше обвинување, тогаш и вашиот пријател Маријан Ѓорчев заедно со Љубо Бошковски одеа кај Борис Трајковски. Па со некое мастило кое се бриши, кажува. Значи дека се украдени, украдени избори. Значи ВМРО никогаш не Тогаш издржа оваја председател на комисијата Трајковска. Да. Што подоцна пратија во Страсбург. Во Страсбург, да. На низино место стоја Пендаровски, нели? Доаѓа да биде председател на држава. Да. Председател на државни. Значи ни изборите 2002 година не ги прифаќате. Не. И ја вклучувате дуи во власта. Како ја вклучувате дуи во власта? Она средба со Бранко Цренковски, Али Ахмети, Малборо и така натаму кафе. Кај што се Тоа се после за јавност. За јавност. Има претходно средби кои се не се за јавност. Да, има претходно. Има 20, дали се за говорењето, а има во... Јас ја кажа дека со длабока држава се, ако не во кажа... Во НАТО базата во Петровец средба. Вие сте на таа средба? Не. Бранко Цренковски? Мислам дека е со Шикеринска. Или Никола Поповски, не сум. Првите средби? Па дали е една, дали се повеќе, кај што... Ама тогаш веќе е јасно, дуи ќе победува. Ќе мора да се вклучува. Веќе направи политичка партија. Сите зад неа застануваат. Пинов, како се водат преговори со Али Ахмети? Вие сте учествувале на преговори со Али Ахмети? Па, као со секој, но он си има полесна е неговата позиција. Он знае што бара и за жал по нас и е во право тоа што го бара. Добро, на територијална Па организација. еве за територијалната ви гора, ние толку дено изгубивме на неа. 3 града Значи, без. 3 града без. Дуи имаше најрационален предлог. Ајде да се вратиме на територијалната 50 години што била во Македонија. Пред законот на Владо Поповски. Да. 50 години Скопје и со Матка, и изворот Рашче, и аеродромот Петровец. Тоа е Скопје. Природно. Ние потоа со Владо Попов аеродромот извади го, Рашче извади го, Матка извади го, Скопје што го правиш? Не може да биде. Како британците што ги цртаа границите во Африка. Овде британците со рамни линии, ние како ја викаме леопардова кожа. Така беше, да. За да ги спасиме македонците. Енклавите македонски. А све отиде. А овие предлагат рационално, да имаме прави општини како што функционирале, традицијата да ја Па продолжи. зајас да се биде во Ама ние и три,
Сега вие струга да ја направите со албански градоначалник, ние ќе измислиме, ќе одвоиме Вевчани, Лабуништан, нешто што не пие вода, што не е природно. И за некои такви општини, ние во Скопје моравме да го дадеме чаир, да го делиме на чаир и бутел. И да си направиме енклава во Скопје. Наместо таа да биде една цела општина, чаир, бутел заедно, победува кој победува, тогаш се уште македонско мнозинство. За да пишува Арсим Заколи дека е направено Кандахар. Со Дивоград би со све во Па чај. е. За жал и нашиве општини. Кај што Македонскија не се знае. кај мене у Црниче исто Кандахар станува. Гради кој сака. Каде сака и... Се по закон. Вие таму стававте урбани име Сплочки, овие града стану и комшија се насипа. Јас не сум стигнал до Црниче да ставам урбани Сплочки. Тогаш на времето, да. Јас по главни улици сум ставал. Како и каше Коце Трановски, само една улица е направена, таму е збора за Водњанска. А вас да смета народ за најдобар градоначалник. И па еве, ако Коце кажал така, еве, јас да проверете, 116 реконструирани улици. Но како ја правите Водњанска? Тоа е улица која води кон резиденциите, резиденцијалниот дел на Скопје. Добро, таа си имаше проект и таа беше заглавена, не може да добие дозвола, затоа што нема велосипедски патеки. Нема простор. За да има велосипедски патеки, треба да се влезе во тие куќите да се рушат 100 куќи. Тоа е илузија некој да може. Особено не градот Скопје со тие финанси. И при една среда Бузлевски беше министер за сообраќај и јас барам чаре како да ја и тие ги заборев името, а прекрасни луѓе беа помошници, подсекретари што беа. Единствено што можеме да ти дадеме прва фаза. Они даваат дозвола за гради. Фазна изградба и прва фаза да изгради. Па дајте към прва фаза, доволно ми е мене. И таа работа ја протуркува Ричард Холбург. Не. Кого Мотивот за да ја така жестоко влезам во Водњанска на средба со Киро Хил ми кажува демек Водњанска личи на Кандахар. Така се сеќавате вие на Водњанска со коцките, со дупките, со коцки, со тука со разни колички, со коцки, да, тоа беше. И вика, ние доаѓаме со Холбрук и председател Глигоров и застануваме во некоја гужва и прашува Холбрук, кај сме се, па е оваа улица? Вика, пред председател, пред резиденција. Па вика, ова пред резиденција, шо држава е ова, ако ваква е улицата пред председателот? Пенов, како Хари Костов поднесе оставка? Тоа се клучни... Каде? Оставка во влада. Тоа се средбите за територијална организација. Две работи сам да ја прашам, значи подгответе се. Втората ќе биде средбата во Вила Билјана, кај што Бранко Цренковски сваќа дека нема да биде. Не знам сега дали така приватни можам детали. Па не е приватни, тоа се снимени сигурно, пошто се во влада и во владина, односно државна резиденција. Како Хари Костов поднесе оставка? Тоа се тешки преговори околу територијалната организација. И тука не е само спорочно. А сега јас не сум разговарал со Хари, дали му е тоа личниот мотив, по мене. Значи, ние после толку долго преговарање... Кашо Али го дава они предлог да се вратите на старата територијална? Да, тој не е отврлен. Ние за тој не разговараме како Јегуновци, како некој, да. Три града ви се спомни. Глупости. Скопје, Кичево и Струга на крај. Не, значи суштина македонска е како да ги зезнеме на маса. Албанците. Немаме право, ама да направиме некој трик да не го видат. Така. Не може. Магија. Да. Магија, да. И Хари излегува со еден предлог. Мислам, Струга да ви ја даеме, Кичо, или обратно, не знам како еш. Али Ахмети вика, добро, тогаш да размислиме. Кои се преговори од страна на Ахмети?
Ахмети до него секојаш ермира заради превод, Муса Џафери и овие Положани Азис, Кој беше министр за да, Бесими Фатмир. Фатмир, кој као експерт за финансова децентрализација, и некојаш доаѓаше Ризван Сулемани. Значи Фатмир Бесими од тогаш го има. Па нешто, мислам, докторат некоја децентрализација. Не знам што му е тоа. И као стручен, он беше редовно тука. Иначе Хари Костов дава предлог, ако е кичево, Даде некој предлог, али кој значеше некоја отстапка од наша страна. И добро, лето беше, ајде ние излегуваме на балконот премиерскиот кабинет и они остануваат да се преслушат и мислам дека Ќурчиев, е генерален секретар. да, и вика, добро, од каде овој предлог? Кој ти рече, знаеш? Па, Бранко, вика, Хари. А Радмила зима телефонот и заврти на Бранко. Ти си го дал предлог? Не. И Хари дај телефонот, што е работа, да нешто зборат на страна. Значи не е даден предлогот, немам. Дали сме за овој предлог? Не сме за овој предлог. Дел од македонски, од коалицијата. Што да правиме? Го вратиме предлог назад. И го вративме предлогот назад. Го натера, мислам, Хари да го врати предлогот. За кој Ахмети бара време да направи консултација. Да. И потоа некоја сабота, прекинавме преговорите, веќе нема што да се преговара, значи немаме решение, прекинуваме. Ние со нашиот став, што они неќат, не морат. Пенов, кој е македонскиот став? Трите града? Ништо не даваме. Трите града македонски. Да. Мнозинско македонски. Као 91-а победуваат албанците у Тетово, ти им даваш, не им ги признаеш резултати, Клјусев го праќа таткото на Рената Десковска наместник во Тетово. Не се формира локална самоуправа, замислете. На избори избрано. Не дозволуваме ние така. И потоа на следна средба и Бранко доаѓа. Ко председател на држава? Ајде да ги обновиме преговорите, заглавени се. И добро, вика, добро, ај јас да помогнам, и го дава истиот предлог на Хари. Истиот. Да. Што го натера да се откаже. Па да, он не е присутен тогаш телефонски. Со Шекерински. И ние се изјаснуваме, добро. Хари вика, добро, јас го прифаќам и ќе го избуткам, нема да ве оставам, ама да си барате премиер. Така завршува Да. премиерската функција. После поднесен или како поднесен. На тоа ше триумвират, како да го наречеме СДСМ. Хари Костов премиер, Црвенковски председател, немаат лидер на партија, генерален секретар е Никола Ѓурчиев, човек на Бранко Црвенковски, Бучковски, Шекарински, Тито Петковски се борат за лидерска позиција и по оставката на Хари се обединуваат тие две позиции, премиерската и лидерската во СДСМ, па приватизација на СМ, тука веќе е крајот на СДСМ на изборите. Беше растурено веќе. Се гледаше дека... После Бранко Црвенковски 2004 година веќе е растурено. Чудна работа, само Црвенковски успева да ги обединува сите тие крила, што ќе рече дека тој ги прави тие крила, како велат во психологијата, најлесно се решава вештачки проблем. Кога ќе направите вештачки проблем, тоа знаете како да го решите. Ама еве не успева да го врати СДСМ на власт. Па не дошол начално. Беше Беше на 4 години. Беше изборите која година бе? 2011. 11. И катастрофално ги губи 2013 локалните. Успеа да направи невиден резултат, но Не успеа да победи. успеа да Гледаме во бомбите дека таму биле правени било крадено, да. најголемите манипулации. Да. Пенов, Црвенковски не се кандидира за втор председателски мандат. Тоа е 2008 година. 2004 година победува,
5 години мандат. 2009 се изборите. Треба 2009 да се изборите. Некаде 2008 година има средба во Вила Билјана. Вие сте дел на коалиција, тогаш и губите овие избори. Тогаш е коалиција Сонце со Радмила Шекеринска, со Тито Петков. Не. Пред тие избори, пред да ги изгубиме. Беше една средба на раководствата на поранешната коалиција, Владина. Предходната, сега веќе е Груевски на власт. Што правиме на следните избори? Идат локални, идат председателски. И тогаш Муса Џафери ни соопштува дека они ќе одат со ВМРО. Што значи простор за коалиција нема, простор за победа на председателски избори нема. Тогаш одлучува Цренковски да се Одоцна врати. го објави тоа, но Јасно ме дека без Дуј јасно ме, без албански партнер со кого ќе... Тоа сушно кажува дека Дуј има она стратегија, Байрам Амди стратегија, дека треба да биде секојаш. Во власта? Па добро. И сега, значи, не би се играло на Дуј, ако е голема разликата помеѓу ВМРО и СДС, ама Дуј секојаш ќе одбери да биде, освен ако Калето или не се јави, што е. Да оди во опозиција, не верувам. Не, да оди да направи влада со тој што можеби малцински да ги изгуби изборите, бидејќи така направи со Зоран, така направи со Зоран Заев, нели? Ги Ма добро, за тоа треба да има сериозни причини. Причини. Оваа влада не дава такви причини. Нема зошто. Не, говорам после следни избори. Ако ВМРО победи со некоја тесна разлика, Ако ВМРО победи, тогаш е легитимно и не Ахмети. треба дуи да го обвинуваме, ајде дојди пак на малцинска. Sada сама мора да си најде начин да победи. Не може да повторно тие формули малцински влади да се. значи тоа е крајно. Еднаш направено, иако е легитимно А не еднаш ќе се прави сигурно понатаму, но сега, ако наистина се загуби, што ја не очекувам, не од која причина. Бидејќи овој пораз беше, се задржаа гласачите дома, незадоволни. На парламентарни тие ќе се вратат. А нови никој не создава, ни СДСМ, ни ВМРО. Да, не Ова реторика, Така е. вие криминалци, тие криминалци, не создава Така тоа е. нови гласачи. Ниту едниот, ниту другиот нема идеологија која поведува. Така И сега предноста е тој што е на власт, секојаш е у предност, као казино. Крупието е тој на власт. Еден добива, 10 губат, сите пари кај... Но в 2013 година ваш кадар победа во центар. Андреј Жерновски. Два играчи кои вие условно речено ги лансирате во политиката се Јово Манасиевски и Андреј Жерновски. Генерацијски се тука некаде. Победува Жерновски, победува после 3 прегласување. Пустец, гласови, носење и така натаму и така натаму. Во вашата партија Жерновски многу брзо ја губи довербата и на Конгрес победува Горан Милевски. Дали вие сте основач на таа партија, без разлика дали сте политички активен или не сте активен, дали Мијалков и Груевски учествувал во победата видите. на Милевски на Да. Конгрес да му се реваншират на ЛДП на Жерновски? Да, сите учествуваат. Значи, таа ситуација во која најголемата звезда на политичка сцена е тогаш Жерновски. Така е. Но предходно, пред да се случи ова во партија, имаме парламентарни избори. Замислете, Заев и ръководството на СДС, најголемиот победник на избори не го зимаат на листа. Го оставаат така. Беше нејасно. 2014. 2014. 2015 веќе и ВМРО влегува, почнува да мешатари со членови на Центарен одбор да бидеш ова да е. Дури разговори со мене, ајде да го направиме ова, зошто го направим? А Жерновски пак лабаво кон структурата партиска и дојде до смена. Значи се случува Општо консензус. консензус и од Заев и СДС и од ВМРО.
да го сменат. Да, имаше таа една средба, во Джино ли е таа средба, кај што е Бени Шекири, Па ви сите детали, не е Бени Шекири, сестрата на Бени Шекири. не е ни Бранко и со Бранко е таа средба. И Жерновски. Да. Меѓутоа има фотографии во јавноста. Јас се не објавени. сум видел, ама... Има фотографии во јавноста. Можда е, Бранко го избра Джино, веројатно да биде се тоа види. видено. Кај што му се нуди да биде лидер на цела опозиција. Па не, тоа е понудено, Вклучително и СДС. тоа е муабет, тој е понуден, но да Жерновски не ја голта таа идеја и они доживуваат дека јас сум причината и средбата беше да остави го човекот, има голема перспектива. Дека вие влијаете на Жерновски. Да. Се говори Пенов дека од 2005 година ви се нарушени односите со Црвенковски, Не сум нарушил со дека никого. вие не можете да му простите на Црвенковски, дека не застанал зад вас во кампањата, а застанал зад Трифун Костовски. Не застана ни за Трифун, не, се однесуваше неутрално, но не. Имаше една средба кога се отвара музеот или како се нарекува Холокаустот, центарот на Холокаустот. Не, скулптура. Односно се ставаше камен темелник, така ли нешто беше. Добро. Каде што на насловна страница на Вест оди фотографија Бранко Цренковски, Трифун Костовски снимени еден. Па по функција До председател, друг, И градоначелник. таму оди наслов или оди спин, како се вели во новинарските и политички кулари, Цренковски стои за Трифун Костовски. Та се... Значи, дека некоја улога одиграл, не. И јас не можам да му замерам. Дека јас си губев, но дека СДС се подели, со самото тоа што е Трифун е наш против кандидат од внатре, од структурите. А беше носител на Да. листа во втора изборна единица. Сега, 2002. по вашата логика дека Бранко тоа можел да го спречи, можел, не го направил, но не може. Јас имам друго малце размислување, ќе се обидам тука со вас, нели, да го искоментираме. Цренковски се плашеше од Трифун Костовски 2004 година. Ама таму го превесла он. Бидејќи Трифун Костовски беше политичар во налет. 2002 Ѓорче Петров европски шампион или 2002? Да, 2002. 2002 носител на листа во втора изборна единица, Владо Бучковски, втор на таа листа во втора изборна единица. Има очигледни председателски амбиции, тој и Свето Јаневски има 2004 година председателски. Свето не. Па Иво Лоренчич му имаше и кампања покојни направено, еден за сите за еден, па таа е презема Владо Бучковски, тој на еден ден пред Црвенковски да официјално најави дека ќе трча председателска кампања, кој Оливера Трајковска, Владо Бучковски се само промовираше. Ако шефо не сака дека тој би бил кандидат за председател на државата, 2004 година Црвенковски вас ви нуди да бидете гувернер на Народна. Не нуди. 2004 година. Тога сака да ви каже дека тој ќе биде за Трифун Костовски 2005 година. Само вие не ги читате сигналите, веројатно. Не. Па не сум ја слободен во носење на сите одлуки. Сепак некои текови има. Значи, Гошев е предложен и е поддржан за гувернер, но... И вие го сменихте Гошев од министар за финансии. Го смени Бранко сега, го смени. Не Премиерот. Не може Бранко да Ние го ние ја потврдивме таа одлука. Вие бевте лидер на ЛДП. Да. ЛДП се согласи со смената на Гошев министар за А финансии. што да прави ЛДП во таква? Да ја растури коалицијата и да остане Цилето Порковски така се растури. Значи, излегува од влада, излегува сам, сите стануваат ВМРО, зборам за Топурков, тој ќе се десеше и за нас. Министри, директори, сите тие ќе стане СДС да ги задржат функциите. Едве дочекавте Бранко да сака Гошев да осмени. Сега. Не е така. Едве дочекавте. Не е така. Големи проблеми ми нанесе тоа во самата партија, во функционирање, во се. Но тој реши да го смени. И сега го сменува 2003, го става гувернер 2004. И уште кога беше Нема логика. смената и он рече јас на Гошев му ветувам гувернер.
му рекол, како гувернер, кој Борис е председател. Не се секирајте, јас со Борис таа работа ќе завршим. Бидејќи мај 2005-та, Истекуваше мандат. 2004-та истекуваше на Љубе Трпевски. Трпевски. 7 годишен мандат. Секако, да. 7 години Да. се тие. Да. И понуди Цренковски гувернер? Да, не е таа понуда. Не. Дали си ти нормален оваа функција да си ја земеш за тебе, ти ја даваш. По природата на нештата, пак ја на Гошев му должиме, како да кажем. Пуста, викам, јас сум градачелник. Не победив сум. И таква беше атмосферата. Ќе се најде некој, има време, кој ќе се најде? Па Трифун, викам, може да ти се појави. Не ни помислев. Потоа направивме анкета, стварно ја губам од Трифун. 2004-та. 2004-та. Значи Цренковски имам направена анкета. Дали анкета, Филма. дали интуитивно, дали согледување, дали искуство, не знам. Не можам да речем. 1,000%. Значи него Георги Кимов му правеше стално анкети, му права и приступ, значи стално му прави. Можно е. Ги имаше. Можно е. А јас тогаш пропаѓам, тоа се воек на преговори за територијална, уште одам надоле, Трифун против територијалната, Со јаболкото, расте така е, и политичка партија. медиуми со него ова естрада, бизнис. Тие избори по мене определија многу. Тие избори го донесо Никола Груевски на власт. Тоа е дефинитивно. Сега Стефчо Екимовски, Лилја Попов. После тоа, Милија Накиевски директор на Водовод, Трифун Костовски као економист, имам ефтина цена на вода, за 100% ја качува цена, му носи во буџетот на Милија Накиевски пари за кампања за парламентарни избори до... Па Милија Накиевски преку Водовод всушност ги правеше сите операции. Република, склучи одма договор 500.000 евра за да го рекламира Водовод, штедете, а водата како е. Сите пари се... И целата кампања беше isfinansirana. Да. Беше isfinansirano тамо. И од која победија, они го шутираа. Расходот со Стефчо Екимовски каде ви? И тој беше во ваша партија. Јас немам раскол, тоа беше избор во ЛДП за председател. Јово Манасиевски и Стефчо Екимовски. Стефчо, доживувајќи дека ја природно сум поблизок до Јово, правеше кампања као против мене. И направи жестока кампања и на изборите загуби за 7-8 гласа, не знам, многу малку. Тесно беше. Многу тесно. Тогаш Што и мене ми изненади. Тогаш го дистанцирате Стефчо Екимовски. Па Се исклучува од партијата. не се исклучува, но Јово станува председател и таа војна меѓусебна И сега ќе го враќате ли назад во коалиција? во СДС гледам дека може да се врати. Јас колку што гледам прво даде една изјава. Ако изберете Комичар за председател, ќе доручкувате, па еден ден после тоа или 2 дена после тоа ја менува изјавата и вели ја осудуваме руската агресија, што ќе речи дека умеѓу време направил некоја математика и видел во кој правец одат работите. Он не е калкулатор, он е тип фајтер. Ако треба ќе загине. И тоа гледате 2 пати победува. Во општина Карпош и тоа. 4 пати, да. Мислам 2 пати контра СДСМ, контра ВМРО, контра, значи не е поддржан од двете партии. Да. Но што ќе се случи на политичка се не ве расчистивме со минатото, Даниела Арсовска ми се чини да ја вратам тезата дека главната битка беше во Скопје кој ќе биде лидер на СДСМ. Ако Заев губи низ Македонија, а Шилегов победи во Скопје, Шилегов легитимно ќе го победи Заев. Не, тогаш Заев зајакнува. Ако Заев победеше у Скопје, негова е победата. Не. Но тој ривалитет Шилегов-Заев постоеше. Па еве постоела. А и сега. Бидејќи две мрежи, на социјалните мрежи, јас ги гледам, например, како функционира. Но видите, Заев сепак има висок рейтинг во СДС. И он тоа што го направи,
Без оглед што другата страна го плука со промена на име, со внесување во НАТО. Еве, денес ги гледате придобивките, ние не сме Менов. спорен дел. Пиндаровски и Шилего бе секојаш контра Заев. Значи во тројката Па клучни невидливо, но не знам зошто и зошто е тоа не единство. Тоа е не единство само во СДС може да се појави. Кај ВМРО имате хомогенизација целосно. во клучни моменти. Во сите моменти. Во сите. Најдете периоди на некој ќе застрани, ќе го отстранат. Кај СДСМ е постојано некој... И сега е клучно СДСМ да издржи година или две. Градоначалниците на ВМРО, бидејќи има 42 градоначалника, тројца, четворица се гледа дека дават резултати, другото или прави афери или ништо нема испорачано, без разлика на пресконференциите или на овие трибини што ги прави Христијан Мицкоски, презентации на 100 дена без афери. Ковачевски има голема шанса на тој план. Значи, јас гледам, долги низа години, ниеден градоначалник не знае да си ги искористи инструментите што му се дадени со децентрализација. Тој сепак власт. Тој доби власт за разлика од моето време. Тој може да... Тој има некои даноци, тој збира пари, тој може да креира приходи. Никој не користи тоа. И поради тоа сите мислам дека ќе имаат неуспех. Стана слаба точка на ВМРО да помена Даниела Арсовска. Па добро, се уште е рано, и ако првите, како викаат... Мачења. Не, првите денови го покажуваат правецот. Мислам дека и од самото ВМРО е она закочена и таа еден конфликт во неа може да се чувствува. Тоа со Трифун беше. Исто беше, да. Сега гледате, Мицкоски вика јас автобуси, она вика јас немам пари, прекинува некои проекти, тешко може да испливаш. Политика мора да се води во од, да се создава, да се прави проектот. Имаме украинска криза, која ни носи поголема цена на нафта, поголема цена газ, што увезуваме и така натаму. Значи, сите цени се очекува да растат, ако тој бран го издржи СДСМ, тоа ќе следи без разлика што ќе се случи во Украина. Таму веројатно најголем проблем е ако русите не успеат да заземат цела Украина, има некој пушкарање. Таму никој не може да победи. Јас мислам, ниту Руси ќе земе цела, ниту Украина ќе се одбрани и ќе имаме долг замрзнат конфликт. Процес. И ако се случи нешто во Москва, веројатно тоа е најголемиот проблем, да дојде на место на Путин некој играч кој би можел да прави проблеми. И тоа не се гледа дека може брзо да се случи. Тоа е, значи некој. Така да, сега на браното или на фонот на украинската криза ќе се влезе во процес на чистење на проруски структури на Балкански полуостров. И тоа може да биде предност на СДСМ ако знае да го искористи. Да кај нас таа поделба не е толку страшна. Па да ви кажам право, кога ќе видам јас како се реагира на социјални мрежи и како е проруското расположение, кое е канализирано или кон левица, или кон ВМРО ДПМН, бидејќи во СДСМ многу малку делови може да видите кои се проруски настроени, тоа може да ги определи изборите ако се сега, ако се брзи, ако се за една или за 2 години, ако се влези... Па јас брзи не очекувам. Мислам, сулудо би било СДС да отиде... Макар и целосно да е блокиран парламентот, он треба да издржи до крај. Времето работи во прилог, секојаш во прилог на власт. Ако работи. Ако не работи, нормално. Пенов, беше задоволство, после долго време, нели, го прекршивте правилото да се појавуват, односно да не се појавуват во јавноста, отворивме многу прашања, значи некои елементи кои ми фалеа во мозаикот со Ѓорче, со Лјупчо Ѓоргиевски, со... Па можев на кафе да ви ги раскажам и да ги имате. Убаво е гледачите да... А вака може да си предизвикам. Ништо нема да... Све се пензионери овие, немаат веќе сила да ви направат нешто, ни Царенковски, ни Гошев и така натаму. Не, тама работа јас. Сега со Кристофер Хил се враќа ли вашата екипа? Колку е да е у пензија? Не, јас не се враќам. Па што знам, политиката никош
Еве, Киро Глигоров исто не се враќаше, па на 72 Добро, години. таа На 72 години. таква ситуација и јас би посекал. Еве, например, Киро Глигоров, у парламент да ме изберете, Да ме изберат. се знаат бројките, добро. еве генерација, еве Маријан Ѓорчев, очигледно има одредени амбиции, мислам дека во ВМРО ДПМН Добро, ќе се води, он си активен. ќе се води битката за нивни председателски кандидат помеѓу него и Лјупчо Коцарев, така сега, колку што може да настојат работите, така да вашата генерација уште не го кажала последниот збор, може Хилда ве натера. Не е контекстот веќе таков. Па добро, човекот доаѓа да ги Не сум јас веќе таква звезда као тогаш што сум. Но бил. фама гледате, како американците долгорочно, значи ние ги подценуваме, они навистина направија стратешки промашувања, направија и многу лоши потези, бомбардирање, напади и така натаму, меѓутоа, носејќи го Кристофер Хил во Белград, тешкаш, кој ги треба регионално да ги решава работите, те точно проценува дека Русија ќе интервенира во Украина. Точно проценува, точно. Добро, тоа се служби со... Еве са францускиот генерал, што е началник на генералство, ние не им верувавме на американците кога тоа ни окажува. Значи, Они имаат само State Department кој пее 6.000 плати дели месечно. И тоа е длабока држава, нема наша. А замисли CIA, NCA и другите агенции, Пентагон. Значи, точни проценки. Не, информации од терен, анализи. Прв пат јас, колку што можам јас да видам, видите, Зеленски собраќе со видео конференција или линија по британскиот парламент, значи тоа е некоја роља му дават на Јосип Брос Тито што правеше сеќавате на они прием со Ентони Идан, со Черчил и така натаму, со брод по Темза доаѓа Галеб. Тоа се. И овој е прв политичар кој му дозволува да се обрати во британски, значи британците ја презимаат сега ролјата. Затоа Марија Захарова вели ние ќе им се реваншираме на русите. И европејците треба да си начин како тие да што си ја измијат совеста, затоа што ги оставаат луѓето како живи мети да гинат и на некој начин да им дадат сатисфакции, прекршуваат некои правила, но украинците ја плаќаат цената дефинитивно. Да, но така стана нација. Да видиме се како ќе заврши. Сите нели со сомнеш гледа кон украинската нација, нешто слично што прават со македонската нација, тоа не е нација, тоа е дел на бугарскиот народ или тоа е дел на српскиот. Истата вамо. Приказно. Овие покажаа дека во овие борби стана нација, без разлика како ќе завршат тие борби, придобивката нова е дека тие стана нација. Да, и дефинитивно се раздвојуваат. Каде ќе се раздвојат се прашање? Со Русија. Со Русија. На антибот, на војна со Русија. Но тоа е најлошиот начин да у 21 век да дојдеш до сувереност или до... Веројатно немаше како. Претпоставуваме се. Па не знам, сега кога имате работа на другата страна со таква моќна сила и човек кој сам одлучува, тоа е многу тешко. Многу тешко да го најдеш заедничкиот јазик. Пенов, ми беше задоволство. Многу среќа, многу успех. Благодарам. Се гледаме во некоја следна прилика, као пензионер или како реактивиран политичар. Се гледам. Поздрав. Ова беше емисијата во Центар. Микс мешавина трае 90 минути, политичка анализа некаде 30 на минути, интервју со Ристо Пенов некаде околу 60 на минути. Ако ви се допадна вечерашната емисија, ново дружење четврток 22 часот, брутална политичка анализа, уште сега ви најавам, брутална политичка анализа за состојбите во Украина. Со слики, со факти, со документи, со се. Се што сум кажал изминатите 10-12 години и се што остварено изминатите 10-12 години. И тоа не е само бендисаност. Тоа е само подсетување дека некој гледа подалеку, некој гледа пред време и некој ви кажува. И вие доаѓате како руски ботови се карате. Се карате бидејќи сте го прочитале насловот, бидејќи насловот не ви се допаѓа. Па научите да читате, луѓе. Па не се умира од читање. Па не е заразно читањето. Па вие повеќе сте напишале во животот коментарот колку што сте прочитале текстови. И тоа е проблемот на Република Македонија. Луѓе кои коментират, а не читат. Па каде ќе оде ова држава без читање, без знаење, без институции, без одредени think-танкови кои нема да бидат платени од Вашингтон или финансирани од Москва. Туку бидат финансирани од Република Македонија. Каде ви е Васил Тупурковски, најпаметниот човек во Република Македонија или еден од најпаметните политичари?
Pa možete li da si dozvolite takov luksus, pametni ljudje v ovakvi krizni, ključni momenti, da ne ispijete kafe so njih? Da ne gi prašate što bi napravili tije? Pa nije, nemame 500 milijoni žitelji, nemame 2 milijoni žitelji, nemame ni 2 milijoni žitelji. Pa treba sekoj što vredi kako kapka na dlanka da go čuvame, da go negujeme, da go prašujeme. Pametot se plakja sekade v svetu, to svojim v Republika Makedonija kaže se gazi i se pljuka pametot. Toliko od mene za ovaj večer. Novo druženje 4.20 časot. Do toga prijetno večer Makedoniju, kada i da si.